Добро вечер, Македонија. Добре дојдовте во вечерното шоу, петочно издание, малку видоизменето издание. Вечерва стендапот ќе го имаме на крајот на емисијата, после разговорот, бидејќи овој ден во вечерното шоу, знаете, зборуваме за политика, зборуваме за историја, некогаш и за култура, многу ретко и за спорт, зборуваме за се што е интересно во животот. Меѓутоа, денес, 18 август 2023 година, главна, единствена, најважна тема, не само на овој ден, не само на овој месец, не само ни година, туку можеби еден од поважните датуми во изминативе 5-6 години беше токму денешниот ден и главна тема беа случувањата во собрание и доказот дека власта нема 80 пратеници за промена на уставот под бугарски диктат. За тоа вечерва разговарам со мојот гостин, потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Ти благодарам што најде време денес токму да прокоментираме. Верувам дека многу луѓе откако видеа што се случува во собранието, нели си разговараат меѓу себе, претпоставувам и ти со соработниците, блиските, јас со десетина луѓе дискутирав, анализиравме што се случи, како се случи, бидејќи нели кај сите постоеше радозналост, еве да кажам, така љубопитност на крај на денот, како ќе изгледа денешниот ден. Позициите пред денес беа јасно поставени. Вие од лани, буквално, од како партија зборувам, и лично ти, од лани, од појавувањето на тој француски предлог и на насилничко усвојување на тој предлог во собранието, до денес зборувавте една те иста работа, денес докажавте дека тоа е така, ниту еден пратеник на ВМРО ДПМН и опозицијата и на Левица и Павле Трајанов се приклучи, не гласавте за усвојување на дневниот ред со на кој што има точка за промена на уставот, што е нели јасен став во однос на предложените уставни измени, кај власта дури имаше и некој дропаут, снема по некој глас, па како дали денов тебе ти ги исполни очекувањата? Па мислам дека се работи за историски ден за Македонија и пред се за македонскиот народ. И затоа ми е чест што вечерва сум тука во Алфа, благодарам на поканата. Ние уште кога разговаравме за интервјуто, ми се виде како одлична идеја да дојдам токму денес. Ова е ден што македонците долго го чекаја, затоа што конечно се покажа дека може да се заштити македонското национално достоинство и дека македонците знаат да кажат не. За жал ВМРО ДПМН е во опозиција и од опозиција ова е максимумот што може да го направи. Кога ВМРО ДПМН бија предводел владата, тоа ќе е за скоро, сега ќе може и многу повеќе да направи, но мислам дека ова е историски ден затоа што после бројни виткања на кичмата, после бројни отстапки кои што ги правила македонската држава, пред се на штета на мнозинскиот македонски народ, конечно кажавме не. Скоро и да не може да се сети македонскиот народ кога еднаш се ставило точка и се рекло што е доста е. И тоа беше основниот мотив. Краток рекапитулар ќе направам на сите отстапки кои што се направени од самостојноста на државата до денес. Прво, за државата да добие самостојност и изгуби армијата, ние станавме држава територија без армија, а армија е еден од основните столбови на државноста. После тоа дојде првата промена на името во 1993 година, кога од Република Македонија државата стана поранешна Југословенска Република Македонија. Па дојде промената на уставот прва, со која што Македонија се откажа од грижата за своите национални малцинства во Грција и во Бугарија, односно во Егејска и во Пиринска Македонија. Па дојде промената на знамето 1995 година, со која што се промени она што беше избор на македонскиот народ за национален символ. Понатака следеа бројни други отстапки, кои што финишираа со Охридскиот рамковен договор, кој што целосно ја редефинираше Македонија. Како последица на Охридскиот рамковен договор 2005 година се случи вештачката така наречена територијална организација, со која што еден мнозински град Струга, например, има градоначалник албанец, ништо против градоначалникот албанец, но мнозинското население е македонско, само затоа што вештачки се придодадоа други општини. Исто се случи и со општината Кичево, а например македонците во
Тетојово гостивар станаа помалу бројни од она што се реално, затоа што и таму вештачки се додава, како што и Скопје вештачки станат двојазично. Се, например, се исклучија од градот Скопје општините кои што природно припаѓаат на градот Скопје, тоа се Петровец и Илинден, а се додаде општината Сарај, која што на ниеден начин не припаѓа во градот Скопје. Тоа после тоа продолжи со други отстапки кои што финишираја со подпишувањето на така наречениот договор за пријателство и добрососедство од 2017 година со Бугарија од страна на Заев. Потоа следеше преспанскиот договор и промената на името, за да финално се случи така префаќањето на така наречениот француски, кој во суштина е бугарски предлог, со кој што целосно треба да се избрише македонската национална историја, самобитноста на македонскиот народ и воопшто супстратот на постоење на македонска држава. После волку отстапки, прв пат се става точка и прв пат една политичка сила, во случајот оваа трета генерација на ВМРО-ДПМН, вели што е доста е, толку беше, нема веќе отстапки, нема попуштања, ставаме тука точка и ова е затоа историски ден. Уште повеќе историски ден, затоа што францускиот предлог беше прифатен минатата година во јули. Власта намерно ја влечеше работата година и еден месец, не го ставаше на гласање во собрание, за да водат пропаганда дека ВМРО-ДПМН е испазарено, продадено, волку пратеници има, онолку пратеници има, овој ги притиснал, оној ги притиснал, но дојде моментот на вистината во кој што пропагандата не само на СДСМ, туку и на бројни нивни пајташи, кои што се скапо платени и кои што се најголемото зло за македонскиот народ и за самобитноста на македонците. Тоа се платеници кои што глумат десничари, кои што глумат политичари кои што се во десниот спектрум, а во суштина работат за СДСМ, кои што водеа година и еден месец пропаганда дека кај да е ВМРО-ДПМН ќе гласа. Денеска се види дека гласање нема и беше задоволство да се биде денеска во македонското собрание, затоа што конечно се стави точка. Со оваа точка, настрана од нашите внатрешни состојби, ние праќаме сериозна порака до сите наши 5 соседи, дека веќе играње со македонците нема, особено кога ВМРО-ДПМН е силна. Ова е силна порака и до Бугарија, дека треба да се ги преиспитаат своите национални политики, да видат кај се, да видат кај сгрешиле, да се вратат чекор назад и да градат со нас пријателски однос. Доколку сакаат да градат однос на уцени, секојаш одговорот е овој. Односно одговорот е биде не. Доколку се спремни да се испочитуваме едни со други, да дадат и тие нешто од себе, да го признаат постоењето на македонците во Бугарија, например, или да ги спроведат пресудите од Европскиот суд за човекови права кои што се однесуваат на слободата на здружување на македонците во Бугарија, изучувањето на македонскиот јазик и бројни други основни човекови права, тоаш можеме да разговараме на равноправна основа. Но доколку не се спремни да направат тоа, тоаш секојаш ќе доаѓа одговорот не, но ова е силна порака до регионот, до останатите наши соседи, да знаат дека играње нема и со ова ќе завршам, треба да е свесен македонскиот народ дека ВМРО е национален проект на македонскиот народ. ВМРО е многу повеќе од политичка партија. ВМРО е многу повеќе од сегашните 44 пратеници или од утрешните, дај Боже, 61-62 пратеници, од ова или она раководство. ВМРО е национален проект на македонскиот народ. И секогаш кога ВМРО е силно, е силен и македонскиот народ. За да има силна македонска држава, мора да има силно ВМРО-ДПМН. И затоа, секогаш кога македонците ќе поддржат ВМРО, ќе бидат заштитени македонските национални интереси. Секогаш кога ќе бидат излажани од други неранимајковци кои што гледаат само да се доберат до власт, македонските национални интереси ќе бидат нарушени. Тие не се само во делот на спротивставување на бугарската пропаганда или на грчката пропаганда, тие не се само во делот на заштита на македонците од јасната наезда која што ја имаат албанците и како свој национален проект на Балканот. Тие не се само заштита на самобитноста на македонската православна црква од нападите кои што доскоро ги имаше, на пример од Српската православна црква, туку тие се и заштита на она што е традиција на македонците. А традиција на македонците е здраво семејство, во кое што семејството е една заедница помеѓу маж и жена, во која што здраво растат деца. Не е семејство заедница помеѓу два мажи или помеѓу две жени, туку е заедница помеѓу еден маж и една жена. Тоа се традиционалните македонски вредности, кои што сега се исто така под удар со
приказните во училиштата за родител 1 и родител 2 и приказните дека секое дете може самото да одлучи дали е машко или женско. Не, природата одлучува кој е маш, а кој е жена. И тоа се традиционални вредности кои што ВМРО-ДПМН ги штити, како што ја штити и македонската традиција и како што е спремно да гради иднина, затоа што само во време на ВМРО-ДПМН се отвараат работни места, се поддржуваат домашните инвестиции, се привлекуваат странски инвеститори, се носат туристи и се носат пари во државата. Кога не е ВМРО-ДПМН, сето ова го нема. Верувам дека така што клучната порака од денешниот ден, навистина вака силно ме значи овој ден и сум многу мотивиран, е дека мора да сватат македонците и сите кои што живеат во Македонија, но пред се македонците, дека ВМРО е национален проект на македонскиот народ. Колку е посилно ВМРО, во лицето на ВМРО-ДПМН, толку ти е посилен македонскиот народ и обратно. Верувам дека во ова состојба на ретко виден хаос во Македонија, јас 2001 кога беше војната имав 15 години, не го памтам премногу ни периодот на транзицијата, не знам како беше кога се двоеше Македонија од Југославија, но еве јас во својата меморија не памтам време во кое што живеачката била толку несигурна, дифузно било општеството, тој хаос само се зголемува, чувството на немир меѓу луѓето е огромно. Од друга страна, денес се случува ова што се случува. Може ли ова да биде еден преломен момент, прекршен момент на прекршување на да кажам судбината на Македонија во моментот и на македонците и на сите граѓани на Македонија и повторно да влеземе во една фаза во која што нема да ги раскажуваме приказните за Трпе, Трајче, Кубурот, за не дај Боже, бидејќи искрено верувам дека на луѓето им зафалиле, дури оние едно време ги коментираа за досадни бескрајни проекти, отварање на нови сали, патишта, водоводи и така натака. 6 години, 7 години подосна, кога има тотално отсуство на создавање, кога цело време ние се занимаваме со национални прашања, со те името ќе го менуваме, те бугари во устав ќе ставаме, а не се занимаваме со создавање, дека на луѓето им зафали тој период. Ќе влегуваме ли? Дали ова почеток на една нова фаза во македонската политика, односно во македонското општество генерално? Композицијата на Република Македонија како држава, а и окружувањето во кое што живееме, е такво кое што постојано повикува на компромиси. Доколку сакаме да имаме еден пристоен, нормален живот. Но мислам дека она што го немаат сватено нашите политички опоненти од условно кажано македонскиот кампус, пред се тука мислам на сегашното раководство на СДСМ, а и на претходното, е дека тие компромиси се градат врз основа на стартни позиции, кои што колку ќе се подобри, толку компромисот ќе е повеќе во наша корист. Да. До сега, нити во функционирањето на Република Македонија како независна држава, од 91 година до денес, нити во функционирањето на внатрешно, нити во функционирањето на Република Македонија како држава кон регионот и кон соседите, немало компромис барем 51% во корист на Македонија. Тоа било така затоа што секогаш стартните позиции на Македонија биле многу слаби. Зошто се подценуваме самите себе си, можностите? Најчесто е така. Или е фасцинација од другиот, поголемиот, од страните? Најчесто е така. Некојаш имало и наивност во вербата во добрите намери на соседите или, ако сакате, и во внатрешните состојби, но најчесто било подценувањето. Ние мора да имаме силен субстрат доколку сакаме добар компромис. Ако ние сакаме, се зборуваме за Бугарија, се однесува на сите соседи. Окей, да, може апликативен пример. Бугарија да не цени. Ние мора да имаме силни и стабилни позиции внатре. Тие што значат? Прво, значи Македонија е изчистена од криминал и корупција. Тоа што колку државата е покорумпирана, толку поголеми држави, а Бугарија е поголема од Македонија, може да се инфилтрираат во државата токму преку криминалот и корупцијата кој што царува во институциите. Затоа што најголем дар
за странска држава која што не им мисли добро на домашната држава е корумпирана политичка елита, корумпиран министер или корумпиран премиер. Тоа ќе имаат државата на тасна. Значи прво Македонија мора да се исчисти од криминал и корупција. Второ, мора економски да зајакне. За не зависи од ваква или таква помош, од ваква или таква милостина. И трето, мора националната гордост да се крене. Мора децата да знаат кои се и што се. Мора да ја знаат химната. Мора да ја пеат химната. Мора да се горди на она што се, а не да се срамат од тоа што се. Ако ги имаме овие три столба, ние секогаш ќе можеме, без разлика што сме помали во регионот, на рамноправна основа да седнуваме и да разговараме со соседите во регионот. Кога ќе ги имате овие три столба, ако постигнете компромис, кој што е барем малце во ваша корис, одлично. Ако не и да не постигнете компромис, не е страшно, затоа што кој ќе се погледнете внатре, вие продолжувате да живеете добро. Проблемот на оваа Македонија сега е што ги нема овие три столба и што власта трча безглаво по компромис, затоа што не може ништо да испорача дома. Затоа што приказната е Македонија е корумпирана, Македонија е осиромашена и Македонија нема национална гордост, трите основни столба се срушени и затоа ни треба Европска унија да ни ги исправи овие работи. Не, ние треба да се ги овие три работи решиме, за да можеме на равноправна основа да седнуваме. И верувајте, кога би ги имале ни овие три столба, особено првиот, силна битка со организиран криминал и корупција, Бугарија нема се однесува вака како што се однесува, затоа што многу повеќе Европска унија треба на Бугарија, отколку што Бугарија треба на Европската унија. Ние имаме проблем со најслабата или втората најслаба земја членка на Европската унија, каде што на 6 месеци транша да не им пуштат, ќе крахираат економски, влада не може да состават 2,5 години и дека мене некој може да ме убеди дека ако има јасна определеност во најмоćните главни градови на најголемите и најмоćни земји членки на Европската унија за Македонија да стане дел од европското семејство, дека не можат да ја убедат Бугарија, извинете, ама не можам да го поверувам тоа, ќе пуштат еден дипломатски тешкаш за едно предпладне или едно попладне ќе заврши работата, вечерта на вечера ќе си е со семејството, работата ќе биде завршена. Ама работата не се завршува затоа што и тие гледаат каква е оваа политичка елита и им е јасно дека желбата на оваа политичка елита е ден повеќе украдена власт по цена на распродажба на националните интереси. Александар, премиерот Ковачевски е образован човек со искуство во големи компании, бил и на менаџерски позиции. Ова го кажувам бидејќи овој исти човек пред 2 дена излегува и конкретно помнаме на изјавот пред 2 дена, иако ова го зборува често, и без око да му трепне, зборува што нас ни недостига, не знам, економски развој, социјална правда, вистинска правда, правосудството не чини ова, не чини ова, не чини, и затоа нас ни требаат преговорите со Европската унија. И сега јас го гледам, човекот што е платен, нели, зема плата за да работи на овие нешта. А не да ја презентира европската приказна како наратив кој што спасоносно ќе ги реши сите наши проблеми и сите негови проблеми. Претходникот негов беше поедноставен во изразувањето и затоа јас искористам во одговорот примерот неговиот претходник затоа што попластично ја отсликува работата. Тој рече дека нели е спремен ќерка му да ја даде во Грција за да Македонија нели има добри односи со Грција. Тоа е сме читали од македонска традиција, го има до денес. Имате мрзливи семејства, неработници во семејства и така натака. Гледаат ќерката да ја омажат богато, а не да поработат и да поработат на себе. Може би како крал се доживувал, па сега ќе за семејството нели да малце отиде напред, ама такво семејство не оди напред, затоа што на крај вие или имате супстрат или немате супстрат. Истото и со Македонија. Или ќе ја средиме ние внатре држава или никогаш нема да напредуваме. Утре нас да не примат во Европска унија. Еве да донесат политичка одлука, Македонија е од 1 јануари 2024 година членка на Европската унија. Што ќе смени во држава? Ништо, затоа што треба внатрешно ние да менуваме. Може да ќе автопатот Кичево Охрид ќе го направат можда. Не, нема го направат. Ние внатрешно треба да ја менуваме Македонија, ако сакаме Македонија да оди напред. И тоа е суштината од овој ден што треба македонците да го сватат, дека има сила, има политичка сила во Македонија која што обединува мнозинство од македонскиот народ, на која што и е потребна референдумска поддршка за да ја менува Македонија. Во исто време мора се свесни македонците
дека Македонија е етнички мешана држава, во која што политичките партии, за жал или за среќа, таква е реалноста, се главно етнички определени. Нели самите велиме? Политичките партии од македонскиот блок и политичките партии од албанскиот блок, па имаме партии во турскиот блок, во ромскиот, во српскиот и така натака. Така се формираа партиите 90-ти години во Македонија. Не е доволно ВМРО-ДПМН да добие половина од гласовите на македонците. Затоа што во вкупниот број на гласови, тоа не е половина од пратениците. Не е половина од пратениците, затоа што во Македонија не живеат 100% македонци, така е. туку има и останати кои што си гласаат за своји политички партии. Доколку сака македонскиот народ да се реализира неговиот национален интерес, секако во соработка со сите останати кои што живеат, мора референдумски преку 2/3 од македонците да гласаат за ВМРО-ДПМН, за да се заштитени македонските национални интереси. За ВМРО-ДПМН да има 61 пратеник, мора 2/3 од македонците во превод од тројца македонци најмалце двајца да гласаат за ВМРО-ДПМН, за ВМРО-ДПМН да има 61 пратеник, односно тоа значи дека најголем дел од оние кои што излегуваат на избори треба да гласаат за ВМРО-ДПМН. Колку побрзо ќе освати ова македонскиот народ, толку полесно. Ќе ви направам една споредба и тука ќе завршам. Може би знаат граѓаните, може би не. Иако диаспората е различна. Македонија и Израел по територија се слични. По население Израел има многу повеќе население од 13 милиони, мислам дека се. Бројот на пратеници и во македонското собрание и во израелскиот кнесет е исти. 120 пратеници има македонското собрание, 120 пратеници има кнесетот. Може би знаат граѓаните, може би не. Втората најголема етничка група во Израел, тоа се арапите, освојуваат секојаш над 20 пратеници во израелското собрание. Но Израел ги нема овие проблеми што ги има Македонија, затоа што има јасна визија еврејскиот народ, оние кои што се мнозинство во Израел, каде сакаат да ја движат државата и кога поклонуваат, затоа што на избори се поклонува власт на тие кои што се избрани, и ја поклонуваат целосно, за да не треба истите да прават компромиси кои што би биле на штета во тој случај на без оглед кој од која партија е на власт или во опозиција, кога се во прашање на националните интереси, тие се обединети, така? Не само тоа. Туку има јасни победници на изборите со јасно мнозинство на изборите. Разбирам, да. Седење дома е глас за уништување на Македонија. Гласање за помали политички партии е глас за уништување на Македонија. Ние мора сме фер и да се гледаме во очи. 2020 година на изборите 100.000 македонци останаа дома. Не излегува на гласање и уште 50.000 македонци гласаја за помали политички партии. Од типот на Левица, Интегра, Глас за Македонија и така натака и така натака. Тоа се гласови фрлени во вода. Затоа што тие 150.000 македонци да гласаја за ВМРО-ДПМН, ние воопшто денес немаше да зборуваме за било какво француски или бугарски предлог. Едноставно немаше да прифатиме таква работа. Но затоа што се случи тоа што се случи, Зоран Заев скрпи влада со ДУИ и после тоа го настави Димитар Ковачевски и потпишаа тоа што потпишаа со Бугарија. Така што треба да се свесни граѓаните дека политиката или зборовите сите се исти, или не ме интересира политика, или не ми се излегува на гласање, или овој ми е интересно зборува на телевизија, ќе гласам за него, а сам знае дека не може повеќе од 2-3 пратеници да освои, тој начин на однесување директно влијае на судбината на нивните деца. Е карта во еден правец за уништување на Македонија. И затоа е потребно ВМРО-ДПМН да добие силна референдумска подршка. Денешниот ден покажа што можеме со 44, замислете да имавме 67. 80% од македонското население во Република Македонија и генерално 65-67 до 70% од целокупното население, зависно од која прави анкетата, но тука некаде се бројките, беа против промена на устав во вакви услови или под бугарски диктат. Што би рекол ја, што би рекол ти, што би рекле илјадници.
луѓе во Македонија. Во исто време власта го игнорира тоа потполно, го игнорира. Значи буквално се однесува како да е гајле за мислењето на сопствениот народ. Нешто што немавме прилика ни јасните преска да гледаме, но го проследивме преку тези. Стево Пендаровски во интервју денеска на Сител исто зборуваше како не треба премногу да се ослонуваме на анкетите, на јавното мнение. Онаа позната реторика зборуваше и Ковачевски дека ако се прашувал македонскиот народ, ни за историски важни одлуки немало да бидат донесени, дека политичарите, врувајќи се и себе си веројатно во редот на тие премудри од Бога одбрани луѓе да одлучуваат за сета наша судбина, тоа е како да се принцеви или кралеви, а не како демократски избрани актери, функционери. Ова актери, сакав да кажам актери во општествениот живот, меѓутоа некои буквално нив глумат дека нешто работат. И тргнаа со глава во зид. Веројатно не сваќајќи дека таму некаде околу зидот е и народот, односно дека буквално работата е дотерана до зид. Како да тотално изгубија компас, осет како се чувствува обичниот граѓанин. Јас знам дека во меури се живее, нели? И некогаш, еве, сега меурот на власта е најтесен, но тие тоа не го гледаат бидејќи се во меурот. Но како смеат да си дозволат, вака ги го поставам прашањето, да имаат толку одговорни функции, а толку малку одговорност да чувствуваат кон сопствените луѓе. Како што функциите ги добиле натасна, едниот и другиот, Димитар Ковачевски никогаш не учествувал на избори, на ниедни избори за ништо не учествувал. Значи, нити бил избран за пратеник, нити учествувал како носител на листа, нити како кандидат за пратеник, да не зборувам да е лидер на сопствената партија на избори на кои што би победил и би станал премиер. Едноставно, беше земен, фатен за рака и ставен премиер. Стево Пендаровски, да ја подсетам јавноста, еднаш изгуби за председател. Секој нормален би му било срам после тоа да се појави на избори, затоа што беше прегазен од Јорги Иванов 2014 година. А 2019 година победи со поддршката на претходниот рейс на Исламската верска заедница, оној што е познатиот со златен Ролекс на рака, кој што се тоа фалеше јавно го дека призна има рейзот, да. златен Ролекс, а не јавно тој повикуваше да се гласа до сите верници од исламска вероисповест. Така што едниот и другиот натасна ги има добиено функциите и тие не ги чувствуваат, немаат чувство тие, особено немаат чувство за македонскиот народ. Да подсетам дека Стево Пендаровски, македонскиот народ во кампања го нарекуваше стока. И са вие за својот народ кој ќе употребите такви спорови, јасно е после тоа како ќе се однесувате. Добро, но имало луѓе кои што не сакале да веруваат во тоа. Го слушале и викаат не е тоа е можно. суштината се. Тие двајца се минато. Дали ја научиме лекцијата? На Пендаровски еве му завршува мандатот, ќе се има избори в година. Ковачевски се надевам дека ќе собере сила, храброст за доблест, не знам, да се даде оставка денојуве и додиме на предвремени избори во октомври месец. Да те коригирам, да си даде оставка и да остане на одлуката. Тој до сега неколку пати има да си даде оставка и да дека изгласаме предвремени избори, се знае како се дава поднел оставка. оставка, ама се повлекувал. И тие двајца се минато за оваа држава, неславно минато. Прашање е кај ќе носиме ние еднината на Македонија. И затоа, не сакам да бидам досаден, повторно кажувам дека мора да свати македонскиот народ во кои околности живее и внатре во државата, какво окружување има во соседството и дека единствениот начин да обстои како народ е да се бори, а борбата најлесно може да ја направи политичката партија која што е национален проект на тој македонски народ, а тоа е ВМРО-ДПМН. Ќе зборуваме и за состојбата внатре, состојбата надвор. Сакам да ти цитирам дел од соопштението на СДСМ. Иста реторика е како и пресконференцијата на Ковачевски. Го гледав и ги знаеш оние пет фази на тагување. Прво е негирање, па е лутина, па е и така, да си има пет фази, на крај е прифаќање на реалност. Во првите две истовремено е Димитар Ковачевски, излезе на прес. Во нормални услови, во нормална земја, тука би кажал луѓе, тука завршија завршивме ние со политиките, не ни успеа проектот и тоа е тоа, одиме на избори. Но Македонија не е таква земја и
најави прво, нели нормално, криви сте вие, било станало јасно кој ја блокира земјата, а кој сака Македонија да стане членка на Европската унија, бидејќи вие, нели, не сакате според Димитар Ковачевски. Она што им беше најсмешно, дозволи. Граѓаните нема да го заборават, ниту да го простат блокирањето на ВМРО ДПМН. Значи тој не знам како да дечко и девојка па раскинали и сега раскажува нема да заборавам, не ти просто. Тие пиар експерти многу добро знаат и како и колку ги плаќаат, кои што стигнале во однос со јавност до втора лекција, тоа е обојување црно-бело. Едните се добри, другите се лоши, едните се за, другите се против и така натака до таа лекција се стигнати во пиар, иако односите со јавност во последните години се станати многу покомплексна материја, но немам намера да им бидам пиар советник, нека си им бидат тие кои што скапо ги плаќаат. Она што е суштина е дека на власт Македонија има луѓе кои што немаат грам срам и затоа треба да мислат граѓаните што прават кога гласат на избори, затоа што тие терат мандат од 2020 година. И мандат е 4 години. За да се скрати, треба предвремени избори. За предвремени избори... Треба 60 на рак. За жал таков е нашиот устав. Треба гласа 61, а за 61 се гласи за влада. Значи, тој што може да има влада, тој е тој кој што одлучува дали ќе има предвремени избори и никој друг, да немаме илузија тук. Затоа треба многу мислење кои ќе дојдат избори. Прво да се излезе на избори, масовно, и второ, за кого да се гласа. Само да подсетам дека ова е истата власт, која што беше прегазена на последните локални избори. После тоа, наместо да си даде оставка, киднапираше пратеник за да преживее. Тој истата власт не е различна власт. Ова е власт која што се согласи премиер да биде човек кој што не учествувал на избори. Така да, толку за моралниот капацитет на оваа власт. Јас повеќе сакам да гледаме во иднината. Она што ме радува е што денес видов и прочитав бројни извештаи на медиумите во соседна Бугарија, каде што прв пат гледам дека сваќаат јасно име што ќе се случува од до година. Дека овдека има народ кој што не се слага со нивната негаторска политика и мислам дека сега и бугарската јавност се свати дека биле лажени и манипулирани. Затоа што бугарските политичари и дел од бугарските медиуми го лажат бугарскиот народ. Тие им велат дека има мнозинство или голем дел од населението во Македонија кое што се чувствува како бугарско и дека тоа е угнетувано. Јас ги следам медиумите, знаеш ли, да, точно е дозборе, точно ние сите овде знаеме дека не е така, но до денес бугарската јавност тоа не можеше да го види затоа што им беше представувана само една слика, само сликата која што сака да покажат бугарските политичари. Или Петар Колев, Трендафилов. Кога денес видоа дека не е така, кога ВМРО ДПМН покажа ова што го покажа, мислам дека и тие сега ќе почнат да ја гледат работата од друг агол и да речат чекај зошто нашите комши и соседи македонци на овој начин се однесуваат и вака се поставуваат кон Бугарија и се надевам дека ќе сватат дека сме длабоко повредени и навредени од однесувањето на бугарските политичари, како што се надевам дека и бугарските политичари ќе сватат дека бугарскиот национален проект е невозможен во 21. век прво, а второ, во 20. век кога пробаа да го реализираат, им пропадна 3 пати и затоа се пишувани книги. Не беше возможен ни во 19 век, врвни така е. бугарски интелектуалци за трите бугарски национални катастрофи. И сите се поврзани со Македонија, војување за Македонија, да. Јас сум далеко навлезен во оваа материја, но ќе ме викнете некојаш со Бране Светозаревич, да позоруваме на таа тема, но суштината е дека ни Балканските војни, ни Првата светска војна, ни Втората светска војна не го донесува на бугарската политичка елита она што го очекуваше, а нивното очекување беше дека нивната граница треба да е 400 км на запад и Бугарија да граничи со Албанија. Тоа е крајната цел на таа бугарска политика, ама таа бугарска политика заврши и таа бугарска политика не може да се реализира во 21 век во услови на демократија, на интернет, на ваква размена на мислење, во време кога Македонија е самостојна држава по ниедна цена. Затоа што сегашната политика на бугарската елита е или Македонија никогаш нема да стане членка на Европската унија, или ќе стане членка на Европската унија, ама само и како втора бугарска држава. Ај малку обратно ги завртиме работите. Ама
Тоа нема да го дозволиме и ставаме точка на таа работа. Ако сте нашле два тројца што се спремни сега ви подпишуваат од типот на Заев, Ковачевски или Стево Пендаровски, толку е со нив завршува, сега македонскиот народ ќе даде поддршка на друга политичка елита во Македонија, на ВМРО-ДПМН, која што уште денес покажа како се става точка. Доколку сте спремни да разговараме на равноправна основа и да ги споделиме работите, тогаш можеме за се да разговараме. Но да имаше ВМРО политика на свитка на кичма, ќе имаше одамна ваков договор. Да нешто признае Македонија, мора и вие да го признаете. Според попис во Македонија има околу 800 етнички бугари кои што јас ги почитувам, но факт е дека во Бугарија има најмалце 200 до 250 илјади етнички македонци кои што не се признати. Дајте да ги признаеме, ние овие 800 ги признаваме. Дајте тие нека ги признаат тие 250-300 илјади кои што се многу повеќе од овие 800, но еве, и еден да е, треба да го признаеме. А признајте ги и вие. Ако ние им дозволуваме тука да се организираат секако без фашистички називи на здруженијата, дајте и македонците во Бугарија нека може да се организираат. Тоа е дел од пресудите на Европскиот суд за човекови права. Ако ние немаме против некој кој што се чувствува за етнички бугарин да го говори слободно бугарскиот јазик во Македонија, не треба и Бугарија да има против некој кој што се чувствува етнички македонец да го говори македонскиот јазик во Бугарија. Ако зборуваме за историја, дајте таа да не е дел од преговарачката рамка, за да не може ние да преговараме со пиштол на глава, односно нашите историчари да бидат уценети од бугарските историчари и на секое седнување на разговори да им се кажува или ова ќе го прифатите или држава нема да ви напредува кон вето, Европска блокада, унија. да. Дајте да ги ослободиме од политички притисок, па нека ги споредат аргументите. Нешто сигурно и ние ќе научиме, ама нешто ќе научи и бугарската страна. Така се градат фер односи и тоа е единствениот начин на кој што можеме да градиме фер односи. Нели, ајде реков обратно да ги завртиме малку работите. Ако Бугарија навистина верува дека тука има минимум 120.000 македонски бугари или бугари од Македонија, како и да нарекуваат, минимум, или ако веруваат дека навистина пред 45-та сите сме биле бугари, тие тогаш лесно може да ни ја вратат колективната меморија, нели? Зошто тогаш не инсистираат да влеземе во ЕУ, да немаме граница меѓу нас, да се измешаат тие замислени нивни стотици илјади бугари од Македонија со тие милиони бугари од Бугарија и така многу полесно тие ќе си ја завршат работата, односно нели? Затоа што се свесни за реалноста за која што зборувам и затоа кажав која е одлуката на сегашната бугарска политичка елита. Но мислам дека денешниот ден ќе е почеток на еволуција и во Бугарија, каде што ќе почне бугарската јавност да сваќа дека не е така како што им ја кажам. А на крај јавноста е таа која што бира влада и која што бира политички елити. Не е дека секогаш Македонија имала лоши односи со Бугарија, нити е дека секогаш била подуцена. Се сеќаваме ние и на многу подобри денови и на подобри односи. Односите се влоши од како потпишавме договор да сме пријатели. Можеме да зборуваме и за периодот на самостојна македонска држава, но можеме да зборуваме и за периодот кога Бугарија имаше каква таква држава, а Македонија беше под турско робство. Но тоа се денови кои што се во минатото, ние се треба гледаме во иднината. Сегашната состојба денес е дека односите меѓу Македонија и Бугарија никогаш не биле полоши. И тоа е лошо. И за македонскиот, и за бугарскиот народ. Тоа е лошо и за македонската, и за бугарската држава. Главен виновник зашто е тоа така, еве да не речам 100%, преку 90% е бугарската политичка елита. Ова го разбирам и во контекст на тоа каква ќе е утреден поставеноста на ВМРО-ДПМН како предводник на идната власт во односите со Бугарија, бидејќи ние од оваа географија не може да побегнеме, не може да станеме остров некаде таму близу Исланд. Се расположени да седиме на иста маса и да се почитуваме, можеме да разговараме. Ако не се спремни на таква работа како што не се сега, ние нема видиме ни Димитар Ковачевски, ни Зоран Заев, ни Стево Пендаровски. Една од тезите кои што деновиве кружа, циркулира во јавноста од оние неверни томи беа добро. Дури комично е кога некој од власт ова ќе го каже. Као добро, можеби јас имам нешто против договорот, ова го кажува Стефан Богоев, ама тој беше на масата. Како да не беа тие кои што го потпишаа да биде на масата. Не, ама не е така, видете. Прво, што и да е на масата, може да се одбие. Да потсетам јавноста дека Бугарија претходно одби два други предлози. Португалскиот и германскиот, да. Кои што беа далеку поповолни за Македонија.
кога виде бугарската политичка елита дека нив не им одговарат, ги одби. Треба да знае јавноста една работа. Имав можност да читам еден интерен документ на бугарската влада. Тој не е таен документ, не сум го добил по некои тајни канали, но се работи за интерен документ кој што ја одразува стратегијата на однесување на Бугарија кон Македонија после од изборот 2007 година. Не, после изборот на владата на Зоран Заев. Аха. Значи документот е работен некаде, односно не некаде, ќе бидам прецизен, е работен во мај и јуни 2017 година. Таму вели дека предиспозициите, сепак да не заборавиме, можеби некој ќе се зачуди како волку рано ги детектирале работи што ќе се случуваат во владата на Заев, сепак Бугарија е поголема и помоќна држава. Македонија има поети ресурси. Тоа не смееме да го заборавиме и има државност од 1878 година. И службите Значи има 150 работат, години држава, доволно е да имаат само институционална меморија. Тој документ вели дека предиспозициите на Заев и на екипата околу него се коруптивни и дека многу лесно ќе се искорумпираат. Тоа е прво. Второ вели, капацитетот за реализација на проекти е мал. Трето, желбата за реформи е скоро никаква. Четврто, желбата за јавни успеси е огромна. И врз основа на ова тие влеча заклучоци. Велат, нив ти им треба голема приказна. Голема приказна е во тој момент Македонија се уште не е член на НАТО, членство во НАТО и почеток на преговори со Европска унија. И велат, тука е можноста на Бугарија да конечно ги реализира своите национални политики кои што претходно 150 години не може да ги реализира кон Македонија, затоа што таа влада, а ова е истата влада, само со друг премиер, горе-долу министрите се исти, таа влада е спремна на секаков договор само за во јавност да прикаже дека напредува кон Европската унија. И кој ќе видите вие колку пати датум кој ќе го добивме видите почнавме преговори. наративот Да. и на Зоран Заев, и на Димитар Ковачевски, и на таа и на оваа влада, целосно одговара на овој скен кој што го направиле бугарските државни органи, врз основа на кој што се водат неколку бугарски влади додека го прават ова што го прават на Македонија. Значи проблемот е пак внатре. Проблемот е каква влада има Македонија што дозволила да Бугарија може да го реализира ова што го скенирала. Веројатно сме во пресуден момент од аспект дека луѓето дали една шанса, втора, трета, некои можеби и четврта на оваа политичка гарнитура, меѓутоа ги спомнавме и бројките и на анкетите, и генерално расположението и дополнително односно на галванизација судир на власта со мнозинското мислење во Македонија без оглед на етносот. Така да дома се зрели, повеќе озрели условите за политичка промена. Знаеме како до нејзе ќе дојде, само со 60 една рака ќе направиме малце подосна и анализа во какви услови е возможно тоа да се случи, но спомнав, во Бугарија веќе има јасно дека има нова реалност, нова политичка реалност во Македонија, дека таа надоаѓа и дека наредните години ќе треба нова стратегија ваква да си направат, можеби во моментов и веќе ја прават, бидејќи како што кажа, да, имаат поголема колективна меморија и подобро организирани органи во државата од кај нас за жал. Но што е работата со другите земји од Европската унија или нашки кажано колоквијално странците, бидејќи тие се кај нас како некакво митско суштество, странците, дојдоа странците, ќе дојдат странците, дури можеби и СДСМ се надеваа дека тоа митско суштество странците, тебе и на колегите ќе ви свиткаат рака, ќе ви не знам со нож во стомак како викаше Ковачевски и ќе успеат да ве скршат и прекршат за денес да ги нема овие бројки кои што ги имаше. Тука има два дела. Прво, Меѓународната заедница вака пред се Европската унија, затоа што ние се зборуваме за почеток на преговори со Европската унија, вака се однесува кон Македонија, затоа што и ова нема да кажам прв пат, но сум првиот кој што го кажа Македонија, затоа што проценката на неколку големи земји членки на Европската унија, одма кажам тука не спаѓа Германија, е дека Македонија не заслужува почеток на преговори со Европската унија заради криминал и корупција. И од 2018 година до денес тие пишуваат паралелни извештаи од оно што е официјален извештај на Европската унија, кој што не се согласува со официјалниот извештај на Европската унија. И јас ова кога го кажува во јавност,
ми одговара од влада дека научна фантастика, кажувам, ама мојата научна фантастика се реализира. Така беше и за со Албанија, И јас спојувањето. тогаш кажав дека се додека е Зоран Заев на власт во Македонија, Македонија нема почне преговорите, ама 10 пати ја си го смени името и така бидна. Заради криминал и корупција. Така што односот на Европската унија кон Македонија е дека или на најголемите земји членки со исклучок на Германија дека Македонија не заслужува почеток на преговори со Европската унија додека не го реши криминалот и корупцијата. И затоа тие не им прават никаков притисок на Бугарија. И односот кон Македонија во превод е, ако вие имате толку наивна политичка елита која што е спремна да ја Нека ве прифати се тепа, на да. Бугарија, ваш проблем. И затоа тие велат ова е договор кој што го прифати македонската влада. Не велат ова е договор кој што е наметнат. Тоа е првиот проблем. По мене суштински, ние додека не го решиме криминалот и корупцијата, не можеме да одиме напред. И затоа нема да се случи, но стојам позади ова што го кажам. Ако теоретски некако Бугарија се откаже од блокадава, не гледам како овој период, но еве теоретски да речеме утре велат, видовме дека ВМРО не поддржува уставни измени, не бараме уставни измени, нека преговара Македонија, јас ви гарантирам дека прашање на месеци ќе не на години, на месеци, кога Македонија ќе добие вето за криминал и корупција. Затоа што никој европски политичар не сака да седи на иста маса со корумпиран политичар. Тоа дури го каже холандскиот амбасадор Апла вака. Тој е единствен кој што јавно го кажува, Да. другиот така малце зацкриено го прави. Тоа е едниот дел во однос на односот на меѓународната заедница. Вториот дел во однос на оваа митологизација, треба да сме фер пред јавноста и да кажеме дека тоа митологизирање на меѓународната заедница е резултат на два процеси. Првиот процес е опасна злоупотреба на СДСМ и ДУИ на меѓународната заедница, каде што секогаш кога не знаат како да се оправдаат велат за тоа странците се криви, преку многу добро платена кампања во медиумите, преку нивни поддржувачи, новинари и така натака. Но вториот дел е дека тука делумно има вина и меѓународната заедница, затоа што не сите, но дел од нив, тоа кредибилно не го демантираат. Го оставаат да лебди. Не, како да не сакаат да се вовлечат во таква Вистината дебата. е дека влијанието на меѓународната заедница во Македонија е толкаво колку што ние ќе дозволиме како македонци да биде. На крај на ден, нас на избори не бираат граѓаните. Не бира ниеден амбасадор или премиер или председател на било која странска држава. Ние ги почитуваме и гледаме како партнери, но секој треба да знае до кај му е границата. И секој си го гледа сопствениот интерес. Тоа се подразбира, но мора да знае кај му е границата. Не ли е малку лицемерно кога се сега пласира границата еден ќе му биде наратив? таму каде што ние како домаќини ќе ми ја поставиме. Нели е малку лицемерно, Александар, во периодов, нели во Украина бесна е таа војна, и сега се зборува за повторно се користат тие scare tactics, заплашувања или фаталистички сценарија, дека еве сега после долги години има отворен прозорец за приклучување кон унијата. Не затоа што ние имаме 15 препораки за членство, туку затоа што поради војната во Украина, Унијата чувствува да се одолжи некако да направи гест. Изборот ми е, тие наративот, ако го симплифицирам и вулгаризирам, кажуваат дека утре ден Украина би ја примиле да можат, а за нас повторно ќе зависиме од формално правно од ветото на Бугарија, кој што код нас има па руска реторика по однос на идентитетските прашања и историјата. Денес во име на пратеничката група на ВМРО во собранието зборуваше професорката Мордана Силјановска, имаше две по мене брилјантни поенти. Првата беше дека како на Европската унија во 15 повторувам предходни препораки за почеток на преговори, тогаш нели Грција блокираше, не сметаше тоа што бугарите не се во македонскиот устав. Како дава препорака 2009, 2010, 11, 12, 13. Дури ни на Бугарија не сметаше во 17 кога договорот го потпише. Се подразбира, Бугарија е членка на Европската унија. Што е првата по мене брилјантна поента и втората брилјантна поента е она што го кажа малце и иронично и саркастично, рече доколку членството во Европската унија се добиваше по промена на устав, Македонија досега ќе председаваше со Европската унија како земја најмногу пати што си го сменила уставот. Мислам дека со ова се одговори. Да, па
феноменални поенти на професорката, се надевам за скоро дека ќе ја видам тука да поразговараме, одамна не ми било. Ајде малку сега да зборуваме за она што предстои. Мислиш ли дека СДСМ има план Б? Не знам и не ме интересира да ви ја мислам. Добро, ми се допаѓа одговорот. Кој е постои ли се уште некаков активен план кај ВМРО дека би се обиделе повторно да побрзо да ги донесете изборите за да прекине агонијата, бидејќи ние ќе влегуваме во период на агонија. Сега наредниве месеци ќе се период на агонија за сите. Македонија е во агонија од ноември 2021 година. Ама сега потонуле со све ладже. Зошто велам од ноември 2021 година? Затоа што во октомври 2021 година имаше локални избори на кои што власта драматично изгуби. Не изгуби за еден или два градоначалници, па ќе речиш не погодиле неја кандидативе, тие ги изгрешиле кандидативе, ама власта е добра. Драматично изгуби. И од киднапирањето на Кастриот Реджепи до денес Македонија е во политичка криза затоа што владеачката партија има некојаш 2, некојаш 2,5, некојаш веќе и 3 пати помал рейтинг од главната опозициона партија, односно од ВМРО-ДПМН. И најголемата партија во моментот во Македонија е во опозиција. Така што тоа е дефиниција за политичка криза. Проблемот со Македонија е што кога е пишуван уставот 90-та година, за жал е напишан така. Тој устав е пишуван ние кои што сме студирале политички науки многу знаеме, по желба и врз основа на една личност, односно уставот македонски е пишуван да одговара на Киро Глигоров, а не со цела почит, а не да одговара на создавање на институции. И во тој устав, за да не мора Киро Глигоров да се замерува со никого, не пишува дека председателот може да го распушти собранието, како што е во бројни Бугарија, држави, или не пишува дека кога ќе има политичка криза собранието се само распушта, кога нема се изгласаат одредени работи во собранието како што е ова, кога нема се изгласа клучен закон или промена на устав и така натака, туку вели дека единствен начин да се распушти собранието и да се оди на избори е со мнозинство од вкупниот број пратеници. Вие ако имате мнозинство од вкупен број пратеници, влада ќе направите, нема дојдете на избори. Така што истиот начин да формирате влада и дојдете на избори е 61 пратеник. Па тој што има 61 пратеник, си прави влада. Така што тоа е една голема фалинка на македонскиот устав и ние веќе ако зборуваме за промена на устав, ние треба овие работи да ги решаваме во уставот, кои што прават сериозни политички кризи во Македонија, кои што не одговараат на политичката реалност во Македонија, а не зборуваме за вакви фиктивни работи како бугарски диктати за промена на уставот. Така што оваа фалинка на македонскиот устав е креатор на политички кризи во Македонија и е креатор на оваа политичка криза, каде што е јасна волјата на народот дека не ја сака оваа влада, ама оваа влада со сила си тера 4 години мандат, затоа што по истиот устав од избори до избори има 4 години, освен ако власта не одлучи поинаку, затоа што повторувам, за да се изгласат превремени избори, потребен е 61 пратеник. Можно ли е дел од некој сценарио, стратегија, план на власта, нема да кажам само на СДСМ, се сомневам дека и на ДУИ им одговара што се случува во албанскиот опозиционен блок, но е да се токму овие, не знам од кај се створија сега триења повторно на национална основа, односно некакви показни вежби на елементи од албанската, од опозицијата на партиите на албанците од Македонија. Конкретно зборувам за посетата на Албин, премиерот на Косово Албин Курти, па пречекот со знамиња на голема Албанија, песната Welcome to Albania и така натака, па се договорот денеска на Скендер Реджепи во собранието дека не дај Боже, непосакувано, но возможно сценарио било одредени општини од Македонија да одлучеле тие да си тргнат сами кон Европската Унија. Да, ги чекаат. И нели, да, нели сваќаат дека тој warmongering, дека едноставно не поминува веќе. Да не ја анализираме работава. Не знам колку време имаме, можеме и краток и долг одговор да дадам. Како што ги ти дојде? Краткиот одговор е дека тие работи се минато во Македонија и немаат иднина. Малку подолг те молам. Но има и подолг одговор. Тоа е дека сакам малце контекст да дадам на целата работа. Дел од јавноста може би ќе ме свати, дел може да не ме свати.
може веднаш овие порталиве што се блиски на вице-премиерот Груби да се активираат па да ми сечат пола реченици се од ова Тажни се денеска не следат сигурно. Што ќе го кажам, па нели ми ставаја зборови в уста дека на војна сум повикувал. Така што можат се до пола да исечат реченици за пак да прават кампања, но сум должен пред јавноста да го кажам ова. Албанците кои што живеат во Македонија имаат своји сонародници во Албанија и своји сонародници во Косово. Но се многу поблиски со своите сонародници во Косово од причина што прв пат граница помеѓу нив има од 91 година наваму. Така е. Во поранешна Југославија нели формално имаше граници, ама меѓу републиките но суштински немаше. И во Титова Југославија, и во Кралска Југославија, тоа беше еден простор и природно заради истиот јазик, истата националност, имаш бракови, давање, земање и така натака. Албанија затвореноста во комунизмот. А од секогаш Албанија и во комунизмот и тоа е помалку позната историја кај нас. И во време на Кралска Југославија односите помеѓу Југославија и Албанија, освен на самиот почеток после Првата светска војна, не се најдобри, така што постои една изолација. И е природно да случувањата кај албанците во Македонија имаат влијание во Косово, како и случувањата во Косово помеѓу албанците имаат влијание во Македонија. Во овој момент, сакал некој да призна или не, Албен Курти е најпопуларен политичар албанец во Балканот. Неговата посета драматично ја загрижи актуелната албанска владеачка елита, пред се тука мислам на Дуи. Тоа сум го чул јас. Затоа што тој не се сретна со ниеден представник на владата, не се сретна со претседателот на Дуи, туку одбра да се сретне токму со оние кои што му се главни политички опоненти. Изед меѓите кои што формира политичка партија, градоначалникот на Тетово, претседател на БЕСА и претседателот на политичката партија Алтернатива Гаши. Значи со тројцата кои што се обединуваат и формираат блок против Дуи, што беше јасно дека тој им дава политичка подршка. Сега, кога овие го видоа тоа, почнаа да креваат тензија во јавност за природата на посетата, со која што јас не се слагам, да бидам директен, и мислам дека таа иконографија е лоша и дека тоа не е иднина за регионов, но истата иконографија ние ја гледаме и во сите настапи на Дуи. Разбира, споменикот на Учека на Слупчане, иста иконографија. Не отвараше Албен Курти споменик. Така е. Нити било кој од овие тројца лидери кажа дека Кичево не смее да се изгуби на локални избори затоа што тоа е воен плен од 2001 година. Уште помалце кажа дека Дуи не се надпреварува, да потсетам пак за локалните избори, со албанската опозиција, туку со ВМРО да помогне. Но затоа што имаат поголема медиумска моќ, затоа што се власт и имаат поголема во наводници инфраструктура, успеа да ја наметнат оваа теза. Да не испадне дека се фактор на стабилност утреден Дуи, затоа што една од другава страна вакви изјави. И другите се однесуваат неодговорно кон Македонија, тоа што на крај на ден ова е нивна држава и не може да не ги почитуваат основните символи на државата, како што се знамето и химната и грбот секако, и не може да не покажуваат почит кон државата. И едните и другите. А ова обојување дека Дуи биле добри, овие биле лоши, извинете, не го прифаќам. Се согласувам, тука него зборуваме за презентацијата, да не е некоја смислена игра на Али Ахметиво, кај што утреден Дуи ќе го промовира како фактор на стабилност, или излегува Артан Груби вика да мора да се почитуваат символите. Тоа што го зборува до сега. Точно, истото. Но интересно е што го објасни за релацијата Косово и регионот во Македонија кај што живеат албанци, бидејќи не многу од нас го знаат тој свет. Но дали Скендер Реджепи го знае овој другиот свет? Мислам дека не вреди да трошиме време на маргиналец. Човекот излезе од својата политичка партија, сега не знае кај е. Мислам не вреди да трошиме време на маргиналци. Општините, како што кажа, не ги чекаат со отворени раце во Германија. И поради таквата риторика, мислам дека и многу млади албанци, огромен број на млади албанци заминуваат од земјата и се приклучуваат во принцип маргиналци не коментирам. При крај малку да прокоментираме, сигурно си презадоволен од работата на Оливер Спасовски,
нели човекот до совршенство добро се промовира на социјалните мрежи дека е блескав, дури има своји ботови, го имам фатено последен период. Очигледно е сериозен во неговата намера да биде претседателски кандидат во Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа на терен работите стојат малку поинаку. Види, јас почитувам сечија желба, на крај сега само ќе се Да, одлучи нивна работа си е кој така, ќе ми се разбира. кандидат, мислам мртва трка ќе биде во лоши кандидати. Моето мислење за Стево Пендаровски е општо познато, не морам да го повторувам. Но има две работи кои што суштински тежат на Оливер Спасовски. За првата е делумно одговорен, за втората е целосно. Првата е високото ниво на криминал и корупција во Македонија. Зошто велам делумно? Затоа што тоа е битка која што заеднички треба покрај Министерството за внатрешни работи да ја водат и финансиската полиција, финансиското разузнавање и пред се јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. И втората која што е исклучива надлежност на Министерството за внатрешни работи, а тоа е количеството на дрога пред се кокаин кој што го има на македонските улици, кој што е незапаметен во историјата на Македонија. Ти со години го зборуваш тоа, но последниве месеци имаше 5 убиства помеѓу тие кланови. Јас ова го зборувам, мојата прва колумна на оваа тема беше напишана 2018 година, се викаше Кокаинска Македонија. Во времето кога се менуваше името на Македонија, се уште не беше ова кое што несретно го избра Заев избрано и нели имаше разни придавки кои што и Никола Димитров, се слагам, разни придавки кои што нели вртеа во оптек и јас така малце фигуративно решив да ја напишам Кокаинска Македонија, каде што првпат го отворив овој проблем. Јас сум релативно млад, имам 39 години, значи 2018 година имав 34 години. Можев да го видам тоа, да го посведочам, движам многу, сакам да движам, да излегувам и така натака. Не, го гледаш со своји очи и мисля дека треба да го презентирам тоа во јавноста. Голем дел од тие кланови, наркобосови долго време беа под заштита на полицијата, за жал, и тоа оди така во секоја крими приказна, во обичен холивудски крими филм можете да го видите тоа. После одреден момент таа заштита од полицијата не е доволна и почнуваат да се убиваат меѓу себе. И тоа се случува во моментот во Македонија, но тоа не го намалува количеството на дрога пред на кокаин на македонските улици, што трајно уништува генерации, затоа што деца се навлекуваат на кокаин и тоа им го уништува животот. И по мене тоа е неопростиво. Иначе за секоја друга работа никој не е совршен, нема совршени функционери, нема совршени министри и премиери и така натака, но има работи кои што директно влијаат на животите на генерации, а тоа во Македонија пред се кокаинот. Уште ова. Размислете кога последен пат сте слушнале дека македонската полиција фатила кокаин. За таблети сме слушнале. Амфетамини, LSD и така натака да не ги бројам. За марихуана слушаме. Хероин понекогаш ќе се чуе. Интересно. Размислете кога последен пат македонската полиција се пофалила дека фатила кокаин. Ова ќе го проверам. Она што ми е проверено е дека Љубомир Јовевски под дрво и под камен го бара деновиве поради една истражувачка сторија поврзана со... Извини, ова за мене е многу битна тема. Ние можеме да си вртиме приказки во круг како што вртиме година и пол. Ќе има 5 пратеници, 8, 10, 20 од ВМРО да помане кои што ќе гласаат за промена на устав, еве се види денес 0. И во меѓувреме ова се случува или да ги отвараме реалните теми. Суштината, сакам и да затворам оваа тема. Суштината и убавината на овој ден денес е дека оваа тема се затвара со уставот и дека веќе јавноста сакала власт или не ќе ги гледа реалните теми. Реални теми е состојбата на пензионерите. Реални теми е кокаин на улица, цени и така натака и така натака. Тоа се работите кои што ние мора да ги решаваме. Економската генерално беда, цените растат постојано, чувството на неправда, таа обвинителство, таа судови, но ми се допаѓа идејата дека денешниот ден е таков еден спунт од кој што работите ќе трнат на подобро. Последно прашање, мислиш ли дека тие елементи од десно
сега ќе смисла некоја нова приказна. ВМРО сега одбија денеска да гласаат Па за... не почна од денес тоа. Почна ли? Има ли нови тези? Немало ВМРО да гласа сега, затоа што сакало да направи влада, која ќе направила влада. Ни сега, ни утре, ни заутре такви работи нема, ама веќе мислам дека е дегутантно да се објаснуваме. Денеска многу платени политики падна, но мора на македонскиот народ да има отворени очи како се однесува на избори, затоа што на крај на ден кажав, таков е политичкиот систем во Македонија, таков е уставот, кој ќе добија поддршка, тој ќе владае и добро и лошо. Време е за реалните теми, време е за реалните проблеми и ако има простор измеѓу и нешто убаво да се прокоментира во јавноста, постојано си ветуваме дека една емисија ќе зборуваме само за се освен за политика, ама времето е такво. Минатиот пат ми вети и мислам дека е време конечно да го реализираме. Очекувам покана да позборуваме малце за музика и да пуштиме малце музика. Договорено, ти благодарам на вечерашното гостување. Беше задоволство, како и секогаш. Ми беше чест и мене. Уште еднаш браво за оно што го направивте денеска. Благодарам. Со цело срце ти го кажувам ова. Знаев какви ќе се бројките, меѓутоа кога сите видоа и кога веќе вечерва, еве, на прагот на новиот ден ги сублимираа впечатоците, верувам дека чувствува дека Македонија може подобро и дека наскоро ќе имате прилика да покажете како тоа во реалност изгледа. Благодарам, јас мислам дека денес го направивме само тоа што ни е должност. Во моментов можеме толку, кога ќе имаме можност да ја водиме државата, ќе правиме многу повеќе. Ти благодарам за вечерашното гостување. Благодарам, беше задоволство. Ви благодарам што останавте до крај на разговорот, како што ви ветив. По разговорот, вечерашниот стендап наместо на почетокот, меѓутоа со вистинска причина. Вечерва со нас беше потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, еден од 47-те во парламентот кој што кажа не за уставни измени под бугарски диктат. Следи стендапот. И уште еднаш, здраво Македонијо, здрава Македонијо. Земја во која лагите и измамите веќе не поминуваат. Епилогот барем за сега го знаете. 80 пратеници за измени на устав под бугарски диктат немаат, а кој знае и 70 дали имаат. Туширањето започна. Одговорот на народот, на сите нас кои не игнорира, започна. А допрва ќе следи и финалниот одговор. 3 часа само траеше собраниската дебата во собранието и тоа е првијата фаза од уставните измени. Власта до овој момент всушност не обезбеди 80 пратеници колку што се потребни за да се гласа, па токму затоа по последниот говорник Џафери ја прекина практично седницата и најави дека таа ќе продолжи во некој идно време. За опозицијата ваквата процедура не беше прифатлива. Тие бара веднаш да се гласа со цел да се констатира ваквата состојба. Бидејќи исцрпена листата на пријави на збор, констатирам дека претресот е завршен. Овдека ја прекинувам работата со оваа седница, за продолжувањето ќе бидете дополнително известени. Талјат го прогласи уставното измена за умрено, бе, хеј, неофицијално. Сепак ќе почекаме за официјално, бидејќи веројатно од власта ќе се надеваат дека врбата ќе роди грозје. Но денес, фактот е дека за дневниот ред гласа 70 пратеници. Толку од приказните дека имало во опозицијата некои пратеници кои ќе сменеле страна. Напротив, видовме такво нешто во редовите на власта. Овие филмови веќе не им поминуваат, но кога го зборуваат тоа наоколу дека имало некој од опозицијата кои што ќе гласале за, ќе ги поддржале уставните измени, како да не мислеа што ќе се случува кога ќе дојде ден како денешниот, кога ќе им се смеат луѓе на глупостите кои ги тропа и тие и нивните медиумски поддржувачи. Ама смејата е убава и здрава, па да се подсетиме и да се посмееме. Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН се обидуваат преку спинови и лажни соопштенија да го одлече притисокот, односно притисокот кој што го има од голем број на негови пратеници, голем број негови поддржувачи на ВМРО ДПМН, негови партиски членови, кои што се убедени дека европскиот пат е единствениот пат на оваа држава и дека уставните измени мора да се случат. Како ќе стигнете до 80 пратеници?
има повеќе начини. Или Например? ВМРО да го промени мислењето, или да дел од нивните пратеници го променат мислењето. Првиот вице-премиер Артан Груби вели дека има пратеници на ВМРО ДПМН кои ги поддржале овие измени. Јас мислам дека можеби има шанса Бидејќи пратеници да дадат има- поддршка на европскиот концепт. Без разлика дали се во моментов од опозицијска партија или не. Очекувам да работиме до последниот ден со партијата. Мислам дека е почесно, така и од наша страна, но ако тоа не дава плод, ние мора паралелно да работиме и со пратеници кои што не сакаат да бидат заложници на амбициите. Kemi nevojë për 80 vota në kuvend. Dini sakt sa vota I keni të sigurta? Jemi të bindur se kemi 2/3, do të thotë 80 deputet. Jeni të bindur se keni dhe votat VMRO si vjen? Të gjithë akterëve të ndryshëm. Дали знаете некој од ВМРО ДПМН е пратеник кој не е против ваквите измени? Јас не сум сигурен дека цело ВМРО ДПМН е против овие уставни измени. Верувам дека кога ќе влезе процесот во собранието, ќе бидете уверени дека сите пратеници од владеачкото мнозинство, вклучувајќи голем број на пратеници од опозицијата, ќе бидат за со аргументи, со ставови за уставните измени. So you're telling me there's a chance? Е сега, после денешното гласање, односно бањање во парламентот, да ги поздравиме со песна сите оние кои во очи не гледа и не лажеа. Графички приказ на тоа како денес си помина во парламентот. А сега, да се подсетиме на завчерашниот ден, кога со последни сили Димитар Тачек Јуран Ковачевски се обидуваше да си отстои на собственото ветување дека ќе владеел со Македонија 12 години, како што зборуваше на почетокот, веројатно бивајќи свесен и уплашен дека неговиот крај ќе започне токму денес, како што и бидна. Еве ја неговата изјава од завчера. 80 пратеници немате. Зошто сметате дека избори не се решени? Прво, вие го поставивте прашањето, 80 пратеници немате. 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. На владата се потребни 61 пратеник за да може полноправно да одлучува, да работи. 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. Аха, за Европска Македонија биле потребни. Владата си е мирна со 61 пратеник. Ама де уште еднаш да ни објасни поточно Таче Ковачевски кому и зошто му се потребни 2/3 во собранието. Само за да не каже реално дека тие им се потребни само на Бугарија, на Румен Радев, на Илијана Јотова и на екипата, за да може да не уценуваат и во иднина. Двотретинското мнозинство во собранието за овие уставни измени е императив за секој граѓанин во државата. Вие гледате дека една од клучните теми е животниот стандард, социјалната заштита, владењето на демократијата. А тоа се трите елементи според кои што Европската Унија е најдобра во светот на ниво на Соединетите Американски држави. И ние како држава се стремиме да ги исполниме тие стандарди. И затоа кога ќе кажеме двотретинско мнозинство или 80 пратеници, тие не се потребни за владата. 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. Внимавајте, секој граѓанин требало да посакува 2/3 во собранието за бугари во уставот за да имаме подобар животен стандард, социјална заштита и владење на демократијата. Тоа очигледно не е работна задача за која го плаќаме Ковачевски и неговите соработници, туку бугарите во устав ќе ни донеселе подобар животен стандард, социјална заштита и владење на демократијата. И се разбира, Европска Македонија, исто како и пред 5 години. 30 септември ќе излезам и ќе гласам за Европска Македонија. 30 септември за владата вашиот глас за. 30 септември за Европска Македонија. 30 да искочиме да гласаме заедно. Гласам за Европска Македонија. 30 да заокружиме за подобра иднина. 30 септември ќе излезам и ќе гласам за. На 30 септември ќе излезам и ќе гласам за. На 30 септември ќе гласам за Европска Македонија. Гласам за На 30 септември ќе излезам за. 30 септември ќе излезам за. 30
ќе излезам и ќе гласам за Европска Македонија. На 30 септември и ќе излезам да гласам за Европска Македонија. 30 септември ќе излезам, ќе гласам за. 30 септември да гласаме за Европска Македонија. 30 септември ќе излезам и ќе гласам за. 30 септември ќе гласам за. На 30 септември ќе гласам за Европска Македонија. На 30 септември ќе излезам да гласам за. На 30 септември ќе излезам и ќе гласам за Европска Македонија. На 30 септември ќе излезам за Европска Македонија. Да излезете на 30 септември и да го поддржите референдумот. Излези и ти на 30 септември. На 30 септември да избереме европска идеја. 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. Вака се лигавеа и лажеа пред 5 години. Уште само името имаме Европска Македонија. Денес уште само бугарите во уставот имаме Европска Македонија. Мислат веројатно дека ние сите сме магариња. Според нив можеби тренирани европски магариња и сега не смееме да умреме до зелената ливада. Ова може да го помисли само вол. Ајде сега да видиме каде се денес овие младиве кои со смената на името ќе донесеа Европска Македонија уште пред 5 години. Анализата Млади и Попис пак покажува дека Македонија има сериозен проблем со иселувањето. Надвор од татковината бараат подобри работни места, образование, инфраструктура. За 2 децении бројот на млади се намалил за 150.000. Нешто повеќе од 77.000 кои се родени во земјава повеќе не се резиденти. Имаме огромен пад и на младинското население во општините, па така скоро сите општини се бележат пад на младинското население, освен општина Липково, каде што имаме пораст на населението 2%. Кога ги прашуваме младите луѓе зошто заменуваат државата, вработеноста и образованието се клучните две причини, меѓутоа и општата клима во однос на тоа како функционира самата држава и како влие за мотивот еден млад човек да ја напушти оваа држава. Хеј, белја работа. Името сепак некако не успеа да донесе Европска Македонија подобар животен стандард и враќање на сите чии кондури ги чекаа пред владата кога СДСМ беше опозиција и ветуваше живот во Македонија. Ама како бе така, јас се чудам како смената на името сепак не ги врати младите дома? Како не им донесе перспектива променетото име? Одговорот е прост. Смената на името беше геополитичка стратегија за воено маркирање на нашата територија. А сето она што се случува во Македонија е работа и задача на власта, која пак е позната по тоа што работи за доброто на граѓаните и на своите фарми за марихуана, за фотоволтаици, трговски центри за 0 денари или аудија од 70.000 евра кои ќе ни ги поклонат комшиите. Тоа е нивната Европска Македонија. И сега им треба промена на уставот за да продолжи нивната приказна. А младите нека гледаат на пресконференции колку им е убаво. Драги млади, од името на СДММ ви го честитам 12 август, Меѓународниот ден на младите. СДММ, како дел од СДСМ, која предводи владата и парламентарното мнозинство, успешно реализираше младински политики за подобрување на животот на младите луѓе. На иницијатива на СДММ, за прв пат се воведе субвенциониран студентски оброк од 2700 денари месечно. Ете, баш им е убаво на младите со студентскиот оброк од 140 денари дневно. Ама со бугарите во уставот ќе им биде уште поубаво. 160, абе кај 160, абе 200 денари ќе чини оброкот кој што ќе го имаат во текот на еден ден. А до тогаш, до тој ден, нека не заминуваат. Ако чувствуваат дека немаат перспектива, еве, нека јадат пресконференции. Сосема е известно дека со уцените кои ќе ни следат, кои ќе ни ги лупа Софија во текот на преговорите, тек тогаш младите ќе процутат. А сега да подсетиме како се цутеше пред 8 или 9 години. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не може да стои настрана во оваа ситуација. Новата влада на СДСМ целосно ќе ги подобри условите за живење во студентските домови. Денес презентираме дел од мерките од нашата програма кои се наменети за подобрување студентскиот живот и студентскиот стандард. Прво, во Скопје ќе изградиме нов, модерен студентски град со нови студентски домови, онака како што наликува на еден студентски центар. Второ, во сите градови во државата, каде што има седиште на државен универзитет, ќе изградиме нови, функционални студентски домови. Трето, владата предводена од СДСМ ќе ги реконструира и ќе ги модернизира
студентските домови кои се веќе постоечки. Иха, нов студентски центар, студентски дом во секој град со факултет, реконструкција на постоечките студентски домови. Така говореше Стефан Богоев пред 8 или 9 години. Во меѓувреме Стефан Богоев порасна и сега за да биде се подобро, бара уставни измени. И не само тоа, и историја научи во меѓувреме. Раката е подадена, нека дојдат да оствариме генерацијскиот сон и на илинденците и на асномците Македонија членка на Европска унија до 2030 година. Генерацијскиот сон и на илинденците и на асномците Македонија членка на Европска унија до 2030 година. Видиш, генерацијскиот сон на илинденците и асномците бил Македонија да влезе во Европската унија до 2030 година. Се знае дека Гоце Делчев последно што кажал во Баница пред да загине било: внесете ми ја Македонија во ЕУ до 2030 година. Партизаните по шумите пеа во ЕУ, во ЕУ, во ЕУ до 2030 година народе. Имаше бре малиот Богац, инаку подпредседател на СДСМ, и други бистри поенти во ова интервју на ТВ24, да погледнеме уште некои од нив. Добар дел од нашата јавност македонска, но особено и меѓународната заедница, немаат толку чиста слика зошто опозицијата е против. Велат против уставни измени под бугарски диктат. Тоа е дискутабилно што им значи. Тоа е прва работа. Втора работа, Чекај, да расчистиме прво со првата работа. Бугарски диктат е кога излегуваш ти и пред македонската јавност ги повторуваш барањата на Румен Радев или Јана Јотова и тие другите околу нив, што сакаат тие да спроведат во Македонија. Тие сакаат влез на бугарите во уставот за да може после да не уценуваат бескрајно со нивните барања за промена на историјата, односно идентитетот. И истото го бараш и ти. Нивните зборови, нивните барања ги повторуваш ти. Тоа е бугарски диктат. Одиме понатаму. За да не мора да вадиш бугарски пасош, затоа јас велам, концептот на влез во Европска унија е концепт на македонизација. Концептот на изолација е концепт на бугаризација и наши граѓани во очи да одат повторно да се пишуваат како бугари за да вадат бугарски пасош. За жал, тоа е така. Од нас зависи прв пат дали ќе одиме во концепт на Европа, концепт на македонизација, или во концепт на изолација и бугаризација. Зависи од нас. Еј, мајката, уставните измени под бугарски диктат фактички биле концепт на македонизација. Овие што пред 2-3 недели, на 2 август, на плоштадот во Софија велеа дека илинденското било бугарско востание, ќе овозможеле концепт на македонизација. Гениално! Нешто друго? Вака велат. Па истово не убедуваа кога требаше да влеземе во НАТО да го промениме на името. И тогаш ни беше ветувано дека кога ќе го направиме тој чекор ќе биде прв, последен и Македонија оди на патот кон НАТО, влеговме во НАТО и кон Европската унија. Ај замислете да не се случеше Преспанскиот договор. И тогаш велеа, вие сте предавници, може подобар договор, ова е предавство на Македонија. Го издржавме тоа. Замислете, а не се случеше, кога имате на 700-800 километри воздушна линија, војна, Русија и Украина, замислете во каква опасност ќе бевме сега да не бевме во НАТО. Сега сме во НАТО. Сега сме во НАТО и сега Русија не може да не нападне, бидејќи сме во НАТО. Претходно можеше, бидејќи не бевме во НАТО. Ке не нападнеше претходно пешадиски преку Бугарија, која е во НАТО, значи не. Ке не нападнеше преку Грција, не, и Грција е во НАТО. Ке не нападнеше сигурно преку Албанија, не бе и Албанија е во НАТО. Ами текна, ке не нападнеа преку Србија. Србија не е во НАТО, а до Србија ќе дојдеше преку Романија, која е во НАТО. Не, преку Унгарија ќе дојдеше и Унгарија е во НАТО. Добро, не знам како, но сигурно некако ќе не нападнеше. Со промената на името се обезбедивме, како што влеговме исто така и во Европската унија, со референдумот за Европска Македонија кој пропадна. Beautiful, нешто друго? Не постои друга варијанта. И јас може би имам забелешки на предлог договорот и на целата преговарачка рамка. Но сум доволно свесен и разумен да ги сватам пораките. Најдобрата варијанта е уставни измени и побрзо отварање на поглавијата со цел финансиски средства и реформи да дојдат во државата. Или јас може би сакал лично некоја друга преговарачка рамка или договор, но на масата е тоа. Што?
Зарем е можно? И тој имал некакви замерки на преговарачката рамка. Боже, што зборувате? Ах, какво проклетство! Не ми се верува, па кажи ги замерките, млад Стефан Богоев. Кажи што ти гледаш како проблем во преговарачката рамка. Може би тоа што во преговарачката рамка го нема студентскиот град кој го вети ти, а СДСМ не го направи. Може би требаше и тој да се најде во преговарачката рамка, бидејќи вие затоа земате плата и за да фаќате по некој ботоксна граница и безвредни обврзници. Туку слушајме, подобро е сега да го кажеш она што ти тежи на срце, затоа што после она дуење нема каење. Еве ти жив сведок. Дали може да има подобар договор од овој? Јас лично мислам дека може да има, бидејќи овој договор не го решава проблемот и создава тензии, а не ги смирува во македонско-бугарските односи. И клучните наши македонски интереси не ги заштитува. За подсетување на Стефан Богоев. Според Никола Димитров, бугарскиот договор престана да биде добар кога му ја тргнавте фотелјата од подзадникот. Пред тоа беше окей договор, не беше толку лош. За да не се доведеш во ваква ситуација, Стефане, кажи си и признај си, бидејќи после е многу понепријатно. И овој општ турцизам еден ќе употребам баш и бозук или распад, полураспад на функционирањето на институциите, меѓу другото и во овој пример се отсликува. Не можеме да се однесуваме како село без кучиња. Како да имаме една влада која што не знае да каже друга реченица, освен реченицата уставните амандмани. А проблемите се огромни. Учебници нема, лекови нема, правда нема. Просто, како да кажам, ако целосно сум отворен, еве, бидејќи така ни тргна муабетот денес и пред граѓаните, чувствувам одговорност што бев дел од таа екипа. Тоа не е истата екипа од онаа влада во која што јас бев, меѓутоа јас бев на избори, давав изборни ветувања кои што се многу далеку од реалност. Ајде, видиш, ова сега било баш и бозук. Државата личела на село без кучиња, владата единствено зборувала за уставните измени, а не за реалните проблеми и чувствувал одговорност човекот што бил дел од таа екипа. Давал изборни ветувања кои се многу далеку од реалноста. И К15 повторно го објаснија. Но ако се шокиравте, без гајле, се уште човекот живее во истите глупи оправданија за собствените злодела. Ние прифативме дека нашата држава Македонија е дел од регионот Македонија, во северниот дел, и ја квалификувавме со географската придавка северна. Грција прифати македонски јазик и прифати дека македонскиот идентитет е наша работа. Бугарија не само што не го прифати македонскиот јазик, туку го нарече дијалект. И не го прифаќа македонскиот идентитет. Брилијантно! Преспанскиот договор бил добар и го заштитил идентитетот. Со тоа што од држава Македонија на македонци направивме од себе граѓани на дел од територијата Македонија. И станавме северно македонци, односно коса црта граѓани на северна. Тоа било заштита на идентитетот. Мртов, озбилен Никола Димитров, након свих ових година се уште лупа ли лупа. Ама ајде ќе му дадеме фора уште некоја година пред да проплака и тој како Лиле Поповска во ова исто студио на тема преспански лудори. И додека сме таму и кај К15 да се подсетиме на уште еден заборавен херој и своевремено советник во владата на СДСМ. Кога ме принудуваат Тошо и Миле да се изјаснам дали сум за русите или за американците. И искрено кажано го јадам стапот и првиот и вториот пат. Тоа е доказ дека стапот има два краја. Првиот крај од стапот е 30 септември да гласаме за и да се приклучиме кон цела Европа. Не сакам да мислам за вториот дел на стапот, ама постои, да знаете. А не сакам да мислам, не сакам да помислувам на тоа. И искрено кажано го јадам стапот и првиот и вториот пат.
Во кампањата за референдумот за промена на името Цацко К15 или Љупчо Бубокаров раскажуваше скеч од К15, но се чини дека не ја научил поентата за тоа дека пак ќе го јаде стапот. Не сакал ни да помисли на другиот крај на стапот. Јас пак не сакам да помислам каде во телото можеби на Бубокаров во моментов се наоѓа, фигуративно се разбира, тој ист стап, а од прилика се наоѓа во истиот дел од телото во кој го чувствува и Димитар Ковачевски. Јас бев дел од преговорите со Република Бугарија. Тие преговори, за мене и за граѓаните на оваа држава, предизвикуваат чувство. Јас го имав тоа чувство. И го делам чувството на граѓаните. Како некој со нож да ви го сече стомакот. Тате, иди си одма дома, буби го боле меот. Буби го боле мео и таче го боле мео. Но тоа е тој друг крај на стапот. Мистеријата каде се наоѓа стапот ќе ни ја раскаже повторно животот кој пишува драми или во нашиот случај скечевите на К15 кои кај нас пишуваат трагикомедии во реалниот живот. Флекове са белинте, тоа само се раздели и ние вуф тук и се ослободиме наед. И? Рамо тоа бугарчистиката не заобиколили тук од двете страни и не начекаат тука, не фанаа, не пикнаа на собе таму и не викат сега бирајте ви, што сакате да ви направиме? Сакате да го оттепаме или да ви го опајшме по 5-6 пати? И тебе, ти шо одбрават, што ти направија тебе? А мене ме отепаа. Вака некако помина денес и Димитар Ковачевски и сета негова дружина, неговите поддржувачи, советници, сите останати кои што го обожаваат таче денеска во собранието. Отепаа го бугарските диктати, не еднаш, неколку пати го отепаа. Следна мисија да го јадат стапот и да ги боле мео и по идните избори, до конечната победа над оние кои мислат зло на Македонија. До следното гледање утре по 22:30. Стандардна рецептура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Чест беше да се води оваа емисија денес, на овој голем ден за Македонија. Добра ноќ, Македонијо. Главата горе.